Значи, еве што се случува во Демир Капио. Демир Капио е град со 2-3 луѓе. Не, значи, луѓево се членови активисти на СДСМ, делеле рекламен материјал од врата на врата. Застанале две полициски коли, практично ги обколиле и двете полициски коли почнале да ги легитимираат. Еден од луѓево, Демир Капио е мало место, излегол од дома без новчаник, не носел лична карта, го казниле затоа што не носел лична карта. Јас сум секогаш да се почитуваат законите, можеби овој човек требал со себе да носи лична карта. Ама премногу е очигледно дека правите полициски притисок затоа што Демир Капија е под полициска опсада. Што е, ги третирате луѓето како да се криминалци. Делат рекламен материјал за политичка партија у која што веруваат, у која што членуваат, на која се активисти. Ама ова е приватизирање на полицијата, на државата. Мислам се, не се понашете вака без везе. Вика, тоа е мојот татко Киро Глигоров, вчера казнет и малтретиран од страна на полицијата. Од ваквите притисоци врз населението, казната треба да биде неминовна. Демир Капија е мало место, предпоставувам дека и полицајците биле од полициска станица Демир Капија. Утре треба да се сретнете со тие луѓе у град да се разминете. Малтретираш луѓе кои што делат пакетчиња со рекламен материјал, мислам. Мечка вчера збореше за полициската опсада у Росоман, тоа продолжува и денеска. Еа, полициската кола, вели, во цивилна кола на СВР Велес на одсекот за економски криминал се, натре во неа по наредба командирот на полициската станица Велес и командирот на сообраќајната полиција во Велес се во цивил. Не смеат да извршуваат работи во цивил со цивилна кола и тоа во Росоман. Ова е во Росоман фотографирано, колата од Велес е испратена, во неа се командирот се извинувам на полициска станица Велес и командирот на сообраќајната полиција во Велес. И што пратове? А што го малтретирате народот? Пушти го тоа видеото да збориме. Дај не малтретирате народот, остатите луѓето да не си гласаат.